почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дојде 1 септември, а пензионерите не го добија ветеното и најавеното покачување од 5% на пензиите. Преку 300.000 пензионери останаа излажани и изманипулирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО предупреди дека Заев лаже и дека кога пензионерите ќе ги подигнат своите пензии, нема да ги добијат 5% кои што им следуваат. Нема да ги добијат ниту 650 денари кои им ги даваше ВМРО ДПМН, а уште помалку 2100 денари колку што ги лажеа Заев и Царовска дека ќе им дадат како покачување. Тоа е вистинскиот лик на Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Лаги, манипулации, неизвестност и неспособност да се реализира ништо. Ова не е прв пат пензионерите да бидат изманипулирани од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Пензионерите добро паметат дека токму во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, пензиите наместо да растат, им беа намалени за 8%. Во 2006 година просечната пензија во Република Македонија изнесуваше 7.864 денари, додека во 2016 година 13.754 денари, што представува зголемување за 79%. Почитувани, пари за пензионерите нема, но пари за расфрлање и луксузирање на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз се наоѓаат. За само 25 дена по распишување на локалните избори, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз потрошила неверојатни 32 милиона и 600.000 евра на стоки и услуги и незаконски вработување на партиски послушници и така наречени шарени револуционери. Социјалдемократскиот сојуз крати од пензионерите и го укина покачувањето на пензиите од 5%, но затоа потроши преку 30 милиони евра на луксузи, патувања, дневници, опремување на кабинети и завдомување на партиски војници. Расипничката влада на Социјалдемократскиот сојуз, поради катастрофалните економски политики кои ги води во изминатиот период, успеа да ја повлече економијата во надолна линија. Откако е Социјалдемократскиот сојуз на власт, за прв пат после долго време имаме пат на индустриското производство за 2,2%, за прв пат имаме и пат на просечната плата во Република Македонија за 0,7%. Имаме 100 милиона евра помалку странски директни инвестиции во јули 2017 година, за разлика од јули минатата година. Граѓаните ваквата недомаќинска и неодговорна политика на Социјалдемократскиот сојуз ја препознаваат. Ваквото безобразно и непрофесионално владење ќе заврши многу брзо. На престојните локални избори граѓаните ќе им соопштат што мислат за расипничката политика и Социјалдемократскиот сојуз ќе биде поразен на тие избори. Ви благодарам.